Се сеќавате на оној стар виц во кој се менуваат актерите зависно од тоа кој ти е прв на омразената листа. Си стојат двајца на пат и муабетат. Едниот одеднаш го прекинува и забележува. Чекај малку, иде еден човек. Вториот добро се загледува во силуетата која надоаѓа и по неколку мига му одговара. Не бе, цигане. Циганот би можел да биде и шиптар, црнец, педер, инвалид и се што ќе ти текне. Ама она што не ти текнува е дека во тој момент ти си дискриминатор. Од колку подалеку може да ја разбериме различноста, до толку е поголема дискриминацијата. Јас то го викам баркод на препознавање и би покажал на еден пример. Ова е чипс и тука има баркод, ама ова е баркод на продажба. Многу слично баркод на препознавање функционира. Значи, ако на 100 метри може да направиме разлика во една силуета која ни надоаѓа дали е машко или женско, и ако на 50 метри може да препознаеме, значи уште една линија, дали е црн или бел, и на 10 на 15 метри да препознаеме дали е фемкаст или не, може на 200 метри да препознаеме таа силуета човечка, дали е во количка или не, тоест дали е со хендикеп или не. Значи, колку порано баркодот на препознавање профункционирува, толку таа индивидуа е поподложна на дискриминација. Познати се така наречените кругови на неправда, кои што опфаќаат неколку елементи. Едниот елемент, првиот круг, најширокиот круг, веќе ако можеме така да ги замислиме, да ги нацртаме, е она што го викаме нефер однесување. Значи, комшијата има 3 возила, ја имам едно возило и стварно не е фер од он има 3 возила, меѓутоа дали е тоа дискриминација? И одговорот е не, тоа не е дискриминација. Вториот круг го имаме така нареченото кршење на човекови права. Значи, децата, ромчиња што питачат на улица, ниту е фер, се кршат нивните човекови права, посебно правото на образование, меѓутоа дали е тоа дискриминација? Е прашање во овој случај вака разговорно кажано и тоа не би представувало дискриминација. Третиот, потесниот круг од сите овие другите е она што ние го нарекуваме противзаконско. Значи, што е противзаконско? Секое кривично дело, меѓутоа и секоја повреда на човекови права исто така е противзаконска. И тука можеме милион примери да дадеме, меѓутоа она за кое што нас не интересира е она што е дискриминација. Дискриминацијата е најтесниот круг во сите овие. Треба да биде нефер, треба да биде противзаконско, треба да се кршат човекови права за да можеме да речеме дека се случува и дискриминација. Постојат повеќе причини за појавата на феноменот дискриминација. Најчесто дискриминираме кога нештото не го познаваме, кога одредена група ни е различна или чудна. И тогаш, кога нештото не го познаваме, или напаѓаме, или бегаме. Ете така дискриминираме. Дискриминација е секој разликување, исклучување или нееднакво постапување кој има за цел или резултира во невозможувањето во практикувањето на сите права и слободи. Односно, дискриминацијата практично значи ставање во понеповолен третман на едно лице во однос на друго лице во иста или слична ситуација. Најголем дел од нас кон дискриминацијата гледаат како на некакво божемблаго прекршување на некакви си права. Причината за правното регулирање на дискриминацијата лежи во препознавањето на нејзиниот потенцијал за ескалација. Газењето на туѓите права е како газење по минско поле. Кога тогаш ќе ти експлодира. Доколку не постојат соодветни мерки за борба против неа, секое општество ризикува незадоволство и насилство. Дискриминацијата е корен на бројни злодела на секаде низ светот и многу лесно станува од играчка плачка. Дискриминацијата и геноцидот не се во директна причинско-последична врска. Тие представуваат двата краја, двете крајности на еден голем и широк спектар.
Овој спектар во кратки црти објаснет означува од митови и легенди, преку најразлични форми на стереотипизација, кои што исто така не се правно регулирани и нормирани, преку директна и индиректна дискриминација, која што не е кривично дело, преку говорот на омраза, како и делата од омраза кои што се кривични дела во националните системи, па завршувајќи со геноцидот кој што е јус когенс кривично дело на интернационално ниво. Случајно се погодивме во еден ресторан во Скопје. Онака спонтано отидовме и спонтано си седевме, нели, си јадевме што и да е. Како одминуваше, да речам, времето, приметив една многу чудна ситуација. Значи, дојде детенце ромче, малечко, со братче или сестриче, не знам што беше, од прилика да има негде, што знам, околу максимум 10 години. Си купија сладолед и фино, веројатно знаејќи си дека секогаш се бркани или дискриминирани на било кој начин, си појдоа во ќошот ресторанот, си седеа нормално, си го јадеа сладоледот и не правеа, значи, никаква гужва, никаква галама. И дојде една од продавачките кој што работеше во ресторанот и ги избрка, практично ги избрка. Се сеќавам на еден случај во мојата институција поднесе представка лице со посебни потреби или како што нашиот устав го има со инвалидност, бараше заштита на неговото право затоа што конкурирал на еден оглас според кој требало да бидат поставени или лиценцирани нотари. Истиот не бил селектиран за да влезе во групата, за да се постави за нотар, поради тоа што сметаат дека не може затоа што се работи за лице со посебни потреби или со инвалидност. Конкретно феноменот на дискриминација во Република Македонија почнува така по детално да се разгледува со, значи, условно кажам, нашата асоциација за членка во Европската Унија и хармонизацијата на нашето законодавство со европското законодавство и кое што предпочиташе, значи, Европската комисија во неколку наврати, никој жугаше треба да го донесеме посебен закон за заштита и спречување на дискриминација како еден вид на посебно и специфично прекршување на човековите права. Основниот постулат, темелот и така натаму е дефинитивно декларацијата за човекови права 48, која што многу едноставна, меѓутоа многу суштествена. Таа кажува дека сите ние на земјата планета се раѓаме со права и со слободи, значи со дигнитет, и дека сите држави се треба да имаат врската да ги штитат своите граѓани од дискриминација, односно поточно кажано од неповолен и нееднаков третман. Дискриминацијата како правно регулирана незаконска појава кај нас е новост. И како и кај секоја новина има различни толкувања и талкања во разбирањето на нештата. Човековите права се регулирани со Универзалната декларација за човекови права и се 30 на број. Во пракса, често за се и се што се вика имам право. Но не постои право на воздух, на јаглерод, ама постои право на живот. Бенефициите што ги дава државата се пропишуваат со правен акт, ама не со човекови права. Неразбирањето оди дотаму што неодамна кај нас се формира дури издружение за правата на животните. Значи, не е се право и не е се дискриминација. Многу интересни се резултатите кои што се добиени во Евробарометерот, како компарирани со она што представуваат резултати во земјите членки на Европската Унија, така и воопшто на ниво на Република Македонија како едно генерално сознание. Она што можеме да го видиме е дека дискриминација постои, дека луѓето на едно површно декларативно ниво се прилично свесни за постоењето на дискриминација по различни основи, дека одделни облици на дискриминација едноставно е многу тешко да се перцепираат. Она што се потврди е дека и натаму најзастапена форма на дискриминација или најперцепирана форма е партиската припадност,
односно луѓето сметаат дека припадници на партиите имат предност при вработувањето најчесто и при други остварувања на права. Потоа при етничката припадност, а како трето незастапена е дискриминацијата по однос на сексуална ориентација. И тие три минатиот пат беа трите главни и во овој случај тие три се со над 50% процената зачестеност спрема одговорите на испитаниците. Во прв момент бев шокирана од состојбата што се случи, што ја видов. И во вториот момент појдов и ја прашав зошто ги избрка. Нејзиниот одговор беше дека тоа било лоша слика. Ги вративме децата, тоест јас на моје инсистирање ги вративме децата. Со тоа што направив така малку една незгодна ситуација, направив еден инцидент таму со шефицата, значи пробав да добијам информација зошто се децата избркани, значи која е нив политиката на фирмата, дали треба да стои на вратата забрането за роми, црнци и кучиња или не е битно. Ние констатиравме дека тој став или тоа мислење е противзаконско и не може така да се постапува. Не може да се селектира и да се издвои од групата каде што треба да припаѓа, а тоа е групата дека тој беше дипломиран правник, со положен и правосуден и нотарски испит и ги исполнуваше сите услови, како и другите, да биде поставен за нотар. Но за жал и покрај нашата препорака не беше поставен за нотар, односно не беше усвоена нашата препорака. Го знаете ли лицот за колите? Постојат само два вида. Мерцедес и останатите. Исто така, постојат само два вида на дискриминација. Кон хендикепираните и кон останатите. Мене најповеќе ме боли дискриминацијата кон хендикепираните. Секоја планина своја тежина. Во суштина, не се работи за проценка кој колку го боли дискриминацијата на собствена кожа. Боли повеќе кога боли подолго. Затоа проблемот во надминувањето на дискриминацијата е во наследството од претходната вековна дискриминација. Може веднаш да се воведат квоти за ромите на универзитетите, но тоа не значи дека на следниот уписен рок ќе се изедначат процентите на националностите кои студираат. Или можеш да воведеш додаток за мобилност на лицата со хендикеп, но тоа не значи дека утре ќе забележиш некој од нив на улица. Дискриминацијата ја имаме, но не ја чувствуваме, можеби заради тоа што сметаме дека тоа генерациите наназад го трпеле, нивните мајки, односно нашите мајки, нивните мајки и се наназад од каменото време. Не секогаш нееднаквиот третман е дискриминација. Природата на работното место, например рудар, пилот, балерина, бара одредена возраст или здравствена состојба, а понекогаш пак наследството на минатата дискриминација бара афирмативни мерки или така наречени, добро познати кај нас луѓето, е позитивна дискриминација. Пример, квотите кај ромите при упис на факултетот. Во однос на лицата со хендикеп и во однос на лицата од загрозените категории, секако тие се наш приоритет во насока на зголемена поддршка на овие категории на граѓани на Република Македонија, пред се преку активните мерки за вработување кои што се реализираат преку оперативниот план за активни мерки и политики за вработување, кои што секоја година го на предлог на Министерството за труд и социјална политика го носи владата на Република Македонија, преку кој план значителни средства се издвојуваат за годишна реализација, повеќе од 10 милиони евра за различните проекти. Дополнително се поддржуваат проектите во насока на зголемување на вработеност и намалување на невработеноста кај граѓаните, со акцент исто така и на зголемена поддршка на лицата со хендикеп или лицата од загрозени категории на граѓани.
За да има дискриминација мора да имате основ во законот, како што ние имаме 19 основи, нели, и листата не е затворена, да имате неповолно постапување, односно неповолен третман, нееднаков третман и да имате компаративност, значи споредливост. Јас, за разлика од некој друг граѓанин во Република Македонија или група на граѓани, остварувам некакви права, а тие истите не можат тоа да го направат. Една од поинтересните карики појавата на феноменот дискриминација е интересот. Државите, користејќи ја својата надоместувачка моќ во одбрана на човековите права, често преземаат различни мерки и акции за да ги маргинализираат или го намалат притисокот на одредена група, користејќи го принципот раздели па владај. Има една култна песна, се вика Хотел Калифорнија, и таа ми е често пати метафора за хендикепот, што значи. Значи, во песната главниот јунак заглавува во некаква секта и се покајува, сака да излези од таму, но го пречекува чуварот и му вика: извини, ние сме овде програмирани да ве примаме, можеш да си дојдеш кога сакаш, ама не може никогаш да излезеш. Што сакам да кажам? Значи, хендикепот е таков Хотел Калифорнија, која си внатре нема надвор. Значи, ампутирана нога не зараснува и дораснува. Ако си наеднаш така, брзо ќе стасаш и на две, а потоа ќе седнеш и во колечка. Ама скоро, еден мој пријател, кој жестоко се бори за правата на ЛГБТ заедницата, ми се пожали дека кога морал да оди во продавница, некогаш носел наочари за да не го препознаеле. Па, почитуван пријателе, супер, и ја би сакал некогаш да ги фрлам штаките, да ставам темни наочари и да се искачам на кожу. Ама не може. Би спомнала и некои, условно кажано, беневолентни облици на дискриминација, како што е дискриминацијата на лицата со хендикеп, кон кој што употребата на заштитни механизми не се перцепираат како дискриминација, или изолирањето на постарите граѓани од јавниот живот, кое што исто така не се перцепира како дискриминација, или дискриминацијата врз основа на пол, значи разликите меѓу жените и мажите. Малку со резерва треба да се земат тие податоци, бидејќи, например, кога на прашањата за свесност или за правата или дали би постапиле, и натаму е висока, е помоц од 50% свесноста за правата кои ги имаат луѓето при случај на дискриминација. Меѓутоа, уште поголем број од минатиот пат изјавуваат дека би постапиле, односно би пријавиле случај на дискриминација, над 80%, меѓутоа реалноста кажува дека, значи, ако има 80% од граѓаните би пријавиле, а пред тоа изјавиле дека 22% биле жртви, а 30% сведоци на дискриминација, значи некои 200-300 илјади луѓе би требало да пријавуваат случаи на дискриминација годишно, меѓутоа реалноста е дека имаме меѓу 50 и 60 случаи годишно во последните 3 години од кога е формирана комисијата. Значи, мислам дека секој треба во моментот кога ќе осети дека се прави некоја неправда на било кого, па дури и на наш непријател, да речам, треба да се побуниме, да реагираме. Времињата се менуваат, состојбите не. Во ствари, мене тука најмногу ме изнервира, изиритира тоа што во истиот момент кога го видов тоа, јас уствари осетив дека немаш каде да се обратиш за таков случај. Значи, немаш ти институција каде што би можела јас тоа да го пријавам, да се санкционира тоа на ваков или онаков начин. Исто така и натаму што е чудно, а исто како претходното истражување, дека најчесто луѓето би пријавиле во полиција, а не во институциите за заштита од дискриминација без огледарието, комисијата и народниот правобранител. Она што ми е драго, што во ова истражување, бидејќи минатиот пат кога се правеше не беше формирана комисијата, овој пат комисијата е втора на таа листа со 8%, значи граѓаните веќе знаат за постоењето на комисијата за заштита од дискриминација и дека после полицијата најпрво би се обратиле таму фактички каде што треба. Конечно почна
ке нас многу посериозно да се размислува на оваа тема од кога буквално Европската комисија во контекст на хармонизација на нашето законодавство со европското инсистираше да се донесе посебен закон кој ќе го третира токму ова прашање со прашањето на дискриминацијата во Република Македонија, како и во сите делови во светот. Во тој контекст се донесе законот 2010 година, на база на него се донесе кој се формираше комисијата за заштита од дискриминација и веднаш истата од 1.1.2011 почна да работи, значи ние говориме пак за една институција која што е плюс, да кажеме, во полето на спречување и заштита од дискриминација, затоа што тука се судовите, тука е Уставниот суд, тука е Народниот правобранител, мито ние викаме преферираме да бидеме централен авторитет затоа што работиме на полето на дискриминација и поднос на приватниот и поднос на јавниот сектор. Секое разликување само по себе не е дискриминација. Тоа значи дека ако колега мој ме викне мене на пијачка кај него дома или колешка, а него викне другиот колега кој што е, да речеме, жена или кој што е со определена етничка припадност или кој што е лице со хендикеп, само тоа по себе не значи дека дискриминација. Меѓутоа, ако тој значи тоа лице е работодавец и не го прими некого на работа само заради тоа што е жена, само заради тоа што има определена етничка припадност или само заради тоа што е лице со хендикеп, тога станува збор за дискриминација. И у суштина, имајќи ги овие кругови на неправда во привид, треба да кажеме дека секој од нас е потенцијален дискриминатор, меѓутоа и потенцијална жртва од дискриминација. Прашање од типот дали би сакале сосед да ви биде припадник на ромската етничка заедница или со различна сексуална ориентација или со хендикеп и слично. И тука се забележува пораст на толеранцијата за разлика од минатиот пат, така да на најголем дел, односно сите, освен лицата со различна сексуална ориентација, имаат мнозинска и победлива значително мнозинство од граѓаните, значи оценките се меѓу 75 и 82%, оцениле дека би се чувствувале пријатно доколку во соседство имаат припадници на некои од тие групи, освен, значи, велам од сексуална ориентација, каде што е доста висока нетолеранцијата, односно, граѓаните изјавуваат дека би имале проблем или им пречи да имаат сосед со различна сексуална ориентација. Во исто време, сите сме ние и жртви и следбеници на NIMBY ефектот. NIMBY е кратенка од на англиското not in my backyard, што значи не во мојот двор или не кај мене дома. Што сака да кажи овој ефект? Значи, сите генерално се согласуваат, некој си, например, лице со хендикеп, нека си се бори за правата на лица со хендикеп. Ама се јавува многу голем отпор кога истото тоа лице треба да му дојди во неговиот двор, тоест да му биде сосед или шеф на работа, а не да Боже пак зет или сна. Муабетов е дека ние сме жртви и следбеници на она познатата приказна за доктор Джекил и мистер Хайд. Дискриминирани и дискриминатори, ама сепак соочени самите со себе. Дискриминираните може и да не знаат дека се жртви. Си мислат, таков е животот, Божја судба, карма. А дискриминаторите може да се повикуваат на традиција и да не се свесни дека тоа и ненамерно го прават. На оние пак, кои тоа го прават со намера и самоуживање, им нема спас, се додека не се најдат од другата страна на цртата. Во многу од предметите што доаѓаат кај нас, покрај онаму каде што имаме евидентно видено, да речеме дека имаме директна дискриминација во постапувањето, ни се случува да имаме исто така дискриминација, директна, индиректна, повеќе кратна, вознемирување и така натаму, тоа се облиците на дискриминација, да имаме дискриминатор кој што ќе каже во комуникацијата наша, непосредувањето наше меѓу нив и жртвата, дека не бил ни свесен дека тоа се случува. Особено во делот на вознемирување, например, кој што представува директен облик на дискриминација. Ако се има предвид нултата точка од која што е тргнато, може да се речи и дека не е направено малку.
Почнало да се зборува за дискриминацијата, почнало да се зборува за основи на дискриминација, почнале да се подготвуваат одредени законски решенија. Мораме овие предрасуди да ги полека да ги тргнеме. Мораме таа комуникација да ја воспоставиме. Мора да преземеме мерки како општество, лицата со посебни потреби, да ги интегрираме, да ги присвојуваме, за да и тие се осеќават дел на општеството, затоа што и те како можат да помагат на општеството. Кој човек е пијаница? Не е тоа секој човек кој има проблем со алкохолот. Пијаница е човек кој пие, а не ти се бендисува. Доколку тој ист човек ти се допаѓа, тогаш нема да биде пијаница. Туку ќе стане људина, боемчина, цар, мераклија, па дури и маестро. И ќе биде се што ќе ти текне. Ама треба да ти текне дека ти си дискриминатор.